Tije 30 stati, što predstavува Истински тестамент на Крсте Петков Мисирков, го предишија револтот на средината. На крајот на 1925 година беше изгонет и од Карлово и испратен за директор на гимназијата во најзафрленото старопланинско градче Копривщица. Наскоро заболува и по кратко лекување во Софија на 26. јули 1926 година, во тотална самотија на раците на својата сопруга ги затвори далековидните очи. Почина исправен, необезверен заљубеник во иднината. Само една година пред смртта Мисирков ја согледа иднината на Македонија како единствен услов за мир и добрососедство на Балканот. Тоа е македонското национално чувство, рече тој. Тоа е историскиот позив на македонецот, што може да го исполни само како слободен и рамноправен граѓанин на Југославија, на кого што му е дозволено да мисли, да чувствува и да действува како македонец.